Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, со денешна работна посета на регионалниот центар Југ во Кавадарци, каде што оствари средба со раководството на овој регионален центар и со раководството на секторот за внатрешни работи во Велес и секторот за внатрешни работи во Битола. Ја заокружуваме серијата посети по сектори за внатрешни работи и регионални центри за гранични работи низ целата држава, чија што цел беше лично да се запознам со сработеното во 2022 година, реализираните активности, ефикасноста по однос на нападствијата кои што беа дадени на централно ниво и секако постигнатите резултати во 2022 година. На денешниот состанок од страна на раководството на регионалниот центар и на секторите за внатрешни работи бев информиран за безбедносната состојба на подрачјата кои што ги покриваат овие сектори и регионален центар, за генералната состојба во областа на криминалитетот, но и за активностите кои се преземаат во насока на намалување на стапката на криминалитетот по приоритетните области, одржување на поволен јавен ред и мир, безбеден патен сообраќај и превенција со единствена цел подигнување на безбедноста и заштита на граѓаните и на државата. Согласно презентираните показатели, безбедносната состојба на подрачјата во надлежност на СВР Битола, СВР Велес и регионалниот центар за гранични работи Југ е поволна и на задоволително ниво, што е особено важно за граѓаните од овој дел на државата, но и во рамки на генералната безбедносна оценка за Република Северна Македонија. Дел од статистичките показатели говорат за следно. Регионалниот центар за гранични работи Југ во годината која изминува како резултат на добрата поставеност, преземени мерки и активности бележи значајни резултати во повеќе области. Во период јануари-ноември 2022 година, споредено со истиот период од минатата 2021 година, бележиме зголемување за 25% на број на илегални преминувања на границата, како и зголемување на откривачката дејност од 66% за откриени случаи на криумчарење на мигранти. Исто така, годинава бележиме зголемување на откриени фалсификувани возила за 18% во споредба со минатата година. Во период јануари-ноември 22, споредбено со истиот период од 2021 година, бележиме тренд на зголемување на откриени случаи на прекограничен криминал за 70%. Во овој период регистрирано е зголемување на проток на патници за 46%. Во однос на оперативната акција дозвола насочена кон возила кои вршат јавен превоз на патници, од јуни до ноември оваа година имаме санкционирано 88 прекршоци. На територијата на СВР Битола во периодот јануари-ноември 2022 година, со споредба во истиот период од 2021 година, зголемена е откривачката дејност на сторители на кривични дела за 52%. Позитивниот тренд во 11 месеци годинава присутен и во областа на безбедноста во сообраќајот, каде имаме намалување за 11% на бројот на сообраќајните незгоди, а тоа резултира и со намалување на бројот на жртви во 2022 година во споредба со 2021 година. Со посебно задоволство ќе споменам дека во борба против нелегалната трговија со дрога и со оружје, СВР Битола ова година може да се пофали со зголемување за 34% на откривачката дејност, споредбено со истиот период од 2021 година. Што се однесува за бесправна сеча и пустошење на шуми, годинава имаме тренд на зголемување на откриена дрвна маса за повеќе од 100%. На територијата на СВР Велес во периодот јануари-ноември 2022 година, споредбено со истиот период 2021 година, бележиме намалување на вкупниот број на кривични дела за 17,14%. Во однос на недозволената трговија со дрога бележиме зголемување на откривачката дејност за 39,1%. Позитивниот тренд во 11 месеци присутен е и во областа на безбедноста во сообраќајот, каде имаме намалување на број на сообраќајни незгоди со потешки последици за 4,7%. Уверен сум дека колегите од регионалниот центар Југ, СВР Битола и СВР Велес и во наредниот период ќе продолжат со зголемена динамика при реализација на превентивните активности, но и репресивните мерки, па со добри резултати во поглед на ефикасноста ја испраќаме оваа година, што ќе биде дополнителен мотив за уште подобри резултати во годината која што следи. Воедно сакам да се заблагодарам и на
сите медиуми и медиумски работници кои што заедно работеа со нас во подигањето на јавната свест и транспарентноста на Министерството за внатрешни работи. Благодарам.